Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Не начека соте неспремни, неизбричен, малку настинат, меѓутоа една драмолетка. Еден политички настан кој мора да биде искоментиран. Значи, предоцна би било до вторник, би поминеле плюс уште 3 или 4 дена. Ние до вторник имаме плюс една вонредна анализа која ќе биде создадена или ќе биде обезбедена доволно материјал за да биде во вторник дополнително анализирана. Што ќе рече трет клучен, многу битен настан, удар за Христијан Мицкоски во 10 дена. Значи, неговиот кандидат губи во трката за ректор на Скопскиот универзитет. Па имате писмо, односно Facebook статус на Никола Груевски, со кое тој се обраќа до министерот за правда, всушност му испраќа порака на Христијан Мицкоски и сега Сотир Лукровски. И вие се сеќавате, нели, на она ланска кампања за локалните избори, посебно локални избори во општина Карпош, каде што Христијан Мицкоски не само што се изложи за Сотир Лукровски, туку даде и категорични ветувања и категорични изјави дека тој го познава Сотир Лукровски од деца и тоа што е Соте, значи кога ќе се каже Соте, се мисли на Христијан Мицкоски. Бидејќи даде гаранции, даде кредит без жиранти, каде што тој е жирант, сега всушност сите овие драмолетки околу Сотир Лукровски ќе бидат на некој начин запишени или ставени на контото на Христијан Мицкоски. Ние денес во петок имаме вонредна политичка анализа. Размислуваме во наредниот период, тоа веројатно ќе биде од септември натаму, наместо во вторник вонредни политички анализи да ги правиме во четврток, бидејќи ако имаме емисија во недела, тогаш пикот, односно главните бројки се постигнуваат недела, па се постигнува понеделник и веднаш кога во вторник имаме вонредна политичка анализа, доаѓа до намалување на бројките на емисијата од недела, така што да го продолжиме тој рок да биде среда или евентуално четврток, па да дојде вонредна политичка анализа. Правиме сега некои анализи, правиме одредени проценки, да не биде вторник, да биде четврток, но ќе бидете благовремено информирани околу сите тие работи. Што се случи во општина Карпош? Пропаст на еден проект. Сотир Лукровски е добар дечко. Паметен дечко, можеби не е Ајнштин, меѓутоа не е ни толку неспособен како што се покажа во изминатите 5 или 6 месеци. Погрешен човек во погрешно време на погрешно место. Зошто велам проект? Бидејќи два пати во наводници е искористен. Првиот пат беше оној проект Сдружение Вамбел, од исто село по мајчина страна сме со Сотир Лукровски, неколку куќи подале од нашата куќа, односно куќата на мајка ми. Има тамо Јани Лукровски, една улица во општина Газибаб, односно на селбата Автокоманда, од друго семејство. Значи има две семејства Лукровски, плюс има село Вамбел, тоа е едно од 5-6 села од Егејска Македонија кои имаат улици во главниот град на Република Македонија, така што сега после оставката, односно во наводници, после заминувањето на Сотир Лукровски, може и селото нема да ни биде улица во Скопје, може и улицата да ни земат. Под број 1 се сеќавате на тие одење во Егејска Македонија, поминување на границата во најголем дел Битола Лерин, таму е многу построг режимот, многу полесно ќе помините ако одите, не знам, преку Гевгелија или ако одите преку вамо Евзони, меѓутоа имаше таму одредена и драмолетка, имаше одредена и изнасилена активност и така натаму и доби црн печат, не може наредни 2, 3 или 5 години да се појави во соседна Република Грција. Тоа беше прв проект која требаше да бидат влошувани или заострувани односите со македонските соседи и вториот проект е во општина Карпош. Требаше да биде многу помалку, требаше да биде порезан Стефче Акимовски, а многу повеќе да бидат направени услови, да биде направена основа за реализирање на тој проект Скопје на дланка или Скопје на вода. И сега најте се постава прашањето дали со оставката на Сотир Лукровски ќе биде ставен ад акта проектот Скопје на вода и Скопје на дланка, или во наводници оставката на Сотир Лукровски, или премолченото заминување, оставање на ингеренциите во други раце на Сотир Лукровски, всушност ќе биде искористено за забрзување на целиот тој проект. И каква димензија или каква форма сега во наредниот период после ова што се случува вчера, односно денес за општина Карпош, ќе добие проектот Скопје на вода или Скопје на дланка. Еве го решението кое беше доставено до медиумите или до дел на медиумите, кое всушност алудира на можно повлекување, меѓуредови повлекување на Сотир Лукровски поред одредени здравствени причини, решение кое се повикува на одредени членови врз основа на член
52 став 5 од Законот за локална самоуправа, службен весник на Република Македонија број 5/2 и службен весник на Република Северна Македонија број 202/24, член 28 од статусот на општина Карпош, пречистен текст, службен гласник на општина Карпош број 03/2026 година, односно 2026 година, началникот на општина Карпош го донесе следново: решение за определување член на советот кој ќе го заменува градоначалникот во случај на спреченост или отсуство. Значи градоначалникот носи решение со кое ќе биде определен член на советот на општина Карпош кој ќе го заменува градоначалникот во услови или во случај на спреченост или отсуство. Се определува лицето Неделчо Крстевски. Тоа е она исто лице кое беше тоа припукување, дали на митинзи, дали во одредени телевизиски интервјуа, помеѓу Христијан Мицковски и помеѓу Стефче Екимовски, кога раскажува едниот бил кај другиот, вториот бил кај првиот, па не се договориле околу одредено име, па неколку имења, па барале одредени тендери, па барале одредени дупои, па не барале одредени дупои, така натаму и така натаму. Она шпанска серија што беше помеѓу првиот и вториот круг на локални избори во општина Карпош, лицето околу кое се припукува, всушност ова лице кое Сотир Лукровски го определува всушност како негов заменик, кој ќе потпишува или ќе управува со општината во услови на отсуство на градоначалникот. Значи се определува лицето Неделчо Крстевски, член на советот на општина Карпош, да го заменува градоначалникот на општина Карпош во случај на негова спреченост или отсуство, значи или спреченост или отсуство. Се овластува Неделчо Крстевски за потписник на сите сметки, значи се овластува за потписник на сите сметки и финансиски документи на општина Карпош во случај до точка 1 на ова решение. Значи тој ќе потпишува сите работи, сите ингеренции, како што нели бе објавено или беше објавено во македонските медиуми. Сега на тоа ќе има деманти, па деманти на деманти, па дали станува збор за здравствен проблем, па не станува збор, па спреченост, па не спреченост, ќе се изниансира целата таа ситуација. Во основа, Сотир Лукровски го фрли копјето во џбунот или во трњата. И сега настанува една сосема друга ситуација. Не знам дали се сеќавате на целата она кампања. Немаше доктор, немаше лекар од медицински факултет, од клиничкиот центар во Скопје, доајени, примариуси, директори на клиники кои не застана во кампањата на Сотир Лукровски. Сега од сегашна временска дистанца, кога Сотир Лукровски поднесува барем премолчена оставка на неопределено или определено време, всушност нели треба да ја парафразираме лозунгот или паролата на она рекламна кампања на фирмата од каде што потекнува Сотир Лукровски, здравјето пред се. Или тој еден конфликт некаде пред 5 или 6 години помеѓу првиот човек на Стопанска комора на Република Македонија Бранко Азевски и тогашниот лидер на опозицијата, денес лидер на владата или премиер на владата Христијан Мицковски, кој Мицковски поради ковидот завршува во клиничкиот центар, болене, корона и така натаму и го обвинува од болничкиот кревет Бранко Азевски дека Бранко Азевски работи во интерес на тогашната влада, односно СДСМ. Пораката на Бранко Азевски кој го ја цитира паролата или рекламата на Скопски алколит, здравјето пред се. Зошто ви го потенцирам Скопски алколит? Па тоа е всушност врзиното ткиво. Тоа е панделката која се врзува на колачот, тортата или проектот Сотир Лукровски. Два пати искористен Сотир Лукровски. Секогаш кога треба да се дразнат односите, исто како Тонињо Менкињо, секогаш кога треба да се дразнат односите со Софија и со Бугарија, го вадат на Налин Тонињо Менкињо, кој има блиски релации со Омо Илен Пирин, неговата сопруга со потекло од Пиринска Македонија, и како велам, тие кои во наводници работат на бугарското прашање, не знаете дали работат за УДБА, дали работат за ДАНС, јас мислам дека работат за двете структури. Нема некој кој работи на македонско во наводници бугарско прашање, кој не работи за двете страни. И го имате Сотир Лукровски, кој секогаш се вадеше од нафталин, кој требаше да бидат влошени македонско-грчките односи или да бидат тензични, по тензија направено македонско-грчките односи. Имате сега општина Карпош. Многу е битна општина Карпош. Знаете зошто е битна општина Карпош? Толку пари, толку луѓе, толку логистика не се стават во функција ако вие нешто не очекувате. Како велат, не се фаќа пиштол и пушка во рака ако не сакате да ги употребите. Вие не фрлате стотици илјади, да не речем милиони евра, да го поразите Стефчо Екимовски. Стефчо Екимовски ќе го решевте со некоја нова Вилма Русковска,
со малку повеќе притисок, што би рекле бугарите, малку секс, малку бој, и тоа ќе беше завршена целата таа приказна. Сега со ово што се случи со Телукровски, вие го враќате Стефчо Екимовски како Јосип Броз Тито после бомбашкиот процес 1928 година. Значи вие толку пари не фрлате за да го поразите Стефчо Екимовски. Ајде ке речете пред 4 години или пред 4,5 години сакајќи да го поразите Стефчо Екимовски, да му испратите порака на Никола Груевски, бидејќи тоа е всушност едно те исто, Стефчо Екимовски и Никола Груевски. Но 2025 година толку пари не се фрлат за пораз на Стефчо Екимовски, туку се фрлат, како велат, фрли рипче за да фатиш крапче. Парите за победа на Сотир Лукровски, а тамо беше Ќоро Исакато ангажирано за негова победа, беа фрлени за проектот Скопје на вода или Скопје на дланка. Сотир Лукровски очигледно во овие 5 или 6 месеци покажа дека не може да го капитализира тој проект, не може да го води тој проект. И одеднаш фрлените пари кои можеби би биле искористени за некакви коцкарски активности во Виена, во Солун, можеби Гевгелија, одеднаш кешот беше даден во таа кампања. И сега тој што го дал кешот во таа кампања, очигледно сакал да му бидат вратени парите. А како велат, нема поголема зависност од коцкање. На крајот, таа зависност е манифестирана во притисок врз Сотир Лукровски да спроведе одредени операции, бидејќи не можел да ги спроведи, одеднаш се појави одредени здравствени проблеми. Ние му посекуваме на Сотир Лукровски многу брзо или колку што може побрзо оздравување, за да може да се врати на функцијата, да ги демантира сите новинарски текстови, политички шпекулации и така натаму, дека избегал од градоначалничката функција и дека тука станува збор само привремено одење поради некакви здравствени проблеми, да се врати човекот, да се го истера мандатот, бидејќи знаете, ВМРО ДПМН мора еднаш да истера со одредени играчи мандат. После првата година се откажа од Даниела Арсовска, после 6 месеци Сотир Лукровски ја пренесува својата градоначалничка функција на лицето кое тој го имаше сам определено, и одеднаш ВМРО ДПМН кој ви убедува дека треба да гласате, треба да трчате, треба да работите за тие лица, кој ќе види дека тие лица се тешко промашување, одеднаш вели ние ништо немаме со нив. Даниела не е наш кадар, еве не излажа. Ние не знаевме кој е, а Сотир Лукровски можеби би бил добар, ама еве фати здравствени проблеми. Не, донесете ги, оставете ги, нека го истерат мандатот и на крај прашете ги што направиле после 4 години мандат. Беше непријатно во овие 6 или 7 месеци. 2 ноември мислам дека му почна мандатот на Сотир Лукровски, па до декември, до јануари, февруари, март и така натаму. Дека 7 месеци, нешто повеќе од 7 месеци. Беше непријатно да се слуша како Сотир Лукровски не се појавува во општина Карпош, како не потпишува решенија, не потпишува одлуки, инспекцијски служби и така натаму. Дека работите се пуштени да се движат или да се случуваат сами од себе. Дека во голем дел или во најголем дел седи или во Балканика или во некој кафани во општина Карпош и не се појавува на работа. И навистина во правната литература ве имате некоја формулација тресење на рацете. Односно, кога ќе дојдете да потпишете некои битни договори, например, рамковен договор, преспански договор, француски предлог, да имате некоја тресење на рацете, тој има во правната терминологија еден таков израз кој се нарекува тресење на рацете. Но на обични комунални проблеми, проблемчиња, од секојдневното работење општина Карпош, да имате проблем како тоа да го сервисирате во 7 месеци, значи вие не сте ни уморени, не сте ни изморени, 7 месеци поминале, летнале, во тие 7 месеци има нова година, па има Великден, дали биле 5 месеци ефективно работење, од тие 5 месеци 1 месец оделе на гости кај колегите градоначалници, оделе по протокол и така натаму. 4 месеци работа. За 4 месеци работа не може да биде одморена или уморена било која, па дури некоја принцеза на зрнограшок. Сотир Лукровски не само што не се снајде, туку направи сериозна штета на власта на Република Македонија со премиерот Христијан Мицкоски. И кога вие анализирате кој е всушност тој најтесен круг на луѓе околу Христијан Мицкоски или кичен кабинетот околу Христијан Мицкоски, тамо е Душко Марковски, кој е директор, мислам дека се уште директор на маркетинг во Скопски Алкалоид, тамо е новиот директор, популарниот Зоки Греј, новиот директор на Македонската радиотелевизија, тамо е Сашо Марковски, братот на Душко Марковски, кој е во кумовски релации или пријателско-кумовски релации со Мартин Протугер, а Мартин Протугер е еден од играчите од врвот на ВМРО ДПМН, Никола Груевски, Сашо Мјалков, Мартин Протугер, кој всушност беше тој триумвират, четириумвират, која водеше ВМРО ДПМН во мандат
на Никола Груевски, па дури оној отчетен говор на Никола Груевски кој го дава на Конгресот во Ландау го пише заедно со Мартин Протугер. Мартин Протугер според мене е чадорот кој всушност одлучува или прв го турка Христијан Мицкоски во шинелот или во гравитационото поле и на Сашо Мјалков и на Никола Груевски, значи тој е дел на целата таа екипа. Тамо е популарниот Джовани, кој мислам дека е во некои пријателски или кумовски релации со Христијан Мицкоски, и тој е скопското крило на Христијан Мицкоски, плюс Баџанako Дана од Срумица, плюс некои други играчи, не знам, може би Игор Гиевски, дел тамо, Делчевски Ниви, така натаму и така натаму. Значи тој е најтесниот круг на Христијан Мицкоски. Душко Марковски е протеже на Сотир Лукровски. Заедно со диста населба Карпош 3 или Карпош 4, Душко Марковски побратим со Христијан Мицкоски. Работел во агенцијата на Зоки Греј, кој сега нели генерален директор на Македонската радиотелевизија. Таму одредена соработка има Живко Мукетов и тој е всушност екипата која некаде пред 7-8 години почнува да работи на проектот Мицкоски да дојде на чело на ВМРО-ДПМН, кога ќе дојде на чело на ВМРО-ДПМН, дојде на чело на македонската влада. И то сега се растура како кула од карти. Сотир Лукровски всушност фрли камен во една наводници мирна вода на владење на Христијан Мицкоски и сега ќе видиме какви концентрични кругови ќе предизвика тоа фрлање на камен од Сотир Лукровски во таа мирна во наводници вода на владење на Христијан Мицкоски. Некаде пред 4-5 месеци до мене стигна одредени сигнали поврзани со обидот или расположењето на компанијата Lidl да добие одредена локација во општина Карпош, што е некаде околу улица Словенија, па тамо некаде Момин поток, тука, на тој потек. Има одредена локација која на јавно надавање треба да ја огласи општина Карпош. Тамо може да се јави Lidl, може да се јави, не знам, Веро, може да се јави било која компанија може да се јави. Тоа кога го направите конкурсот така како што ќе го направите, да има одредени спецификации кои може да ги исполни само Lidl, тогаш на тоа јавно надавање Lidl може да победи без никакви проблеми. Пред 3 или пред 4 месеци Сотир Лукровски одбива да распиши таков тендер или јавно надавање, бидејќи не сака луѓето кои живеат во општина Карпош да го плюкат, да го навредуваат и да го псујат. И пропаѓа во таа фаза. Дали сега е во меѓувреме нешто реализирано, јас не знам, меѓутоа во таа фаза пропаѓа обидот Lidl да добие маркичка на територија, тоа е гранична територија на општина Карпош кон општина Центар, да добие одредена маркичка кај што ќе може да никне нов трговски центар на Lidl. Тогаш веќе почнува да се навестува дека Сотир Лукровски не само што тој размислува да се повлечи, барем привремено, да го замрзни своето градоначалствување или да биде прв човек на општина Карпош, туку и самата структура на ВМРО-ДПМН на толку вложени пари, на толку вложени средства, на ангажирани луѓе и така натаму, кога очекуваат токму таа општина, зошто би го менувале Стефче Екимовски. Ако Сотир Лукровски ништо не потпишува и ништо не прави, тие лесно ќе се договори со Стефче Екимовски. Нешто за Стефче, нешто Шарко, нешто Марко и така натаму, ќе заврши целата таа работа. Тогаш веќе стана јасно дека ВМРО-ДПМН чувствува товар од работењето на Сотир Лукровски. И во еден момент, очигледно, несакањето на Сотир Лукровски нешто да направи, и штетите кои ги трпи ВМРО-ДПМН на тоа што не е направено, се споја во една точка, најде одредено решение, и тоа решение вчера вечер беше донесено, подпишано, а денес на некој начин пласирано во македонската јавност. И што ќе биде со проектот Скопје на вода? Знаете, тоа ќе го анализираме во вторник во 20 часот и 30 минути, ајде сега малце да навестиме, да најавиме или да ја поставиме целата таа конструкција. Така како што е поставена сега власта на ВМРО-ДПМН во општина Карпош, во мандат на Сотир Лукровски, во 5 мандати тие не може да реализираат проект Скопје на вода или Скопје на дланка. Бидејќи таму има или државно земјиште, или приватно земјиште, или купено наменски приватно земјиште, и вие да влезете во процес на менување на ГУП-ови, на решавање на државно земјиште, па народен правобранител и така натаму, таму многу поспособен човек од Сотир Лукровски не би можело наредни 5 или 10 години тоа да го реши. Сотир Лукровски веројатно ќе чекавме до 2006-2070 година, ќе помина барем 5 или 6 светски првенства во фудбал, па можевме да очекуваме тамо некаде 2006-2070 година реализација на проект Скопје на вода или Скопје на дланка, ако се уште беа живи луѓето кои сакаат да инвестират во тој проект. Во меѓувреме,
дојде одредена информација, полуинформација, ајде да ја дефинираме, да ја крстиме како одредена шпекулација, во неможност да биде реализиран тој проект Скопје на вода или Скопје на дланка, тамо како што беше планирано и на начин како што беше планиран, се најде некое меѓу решение да биде реализиран тој проект, но на делот на касарната Илинден, тој е поранешната касарна Маршал Тито, која всушност е во поголем дел на територијата на општина Центар, меѓутоа делот кој треба да биде користен кон булеварот Словенија, Момин поток и така натаму, да припаѓа на општина Карпош. И тој дел кој уште во мандат на Стефан Богоев е направен дуб, па подосна и во мандат на Стефче Екимовски, па и медиумите пишува дека треба тамо на 70 хектари, па не знам на 100 хектари, па не знам на колку хектари да никнат толку и толку згради и така натаму, па тоа поминуваше, па не поминуваше, па имаш интерес, па немаш интерес и така натаму и тоа беше постојано адаптирано. Почнува тоа во време на Зоран Заев, како што е проектот Скопје на вода и Скопје на дланка. Зоран Заев со Александар Вујчич, со Еди Рама и така натаму, значи го почнува, не го завршува, му го остава во наследство на Христен Мицковски. Последните информации или последните шпекулации беше дека токму на тој потек на касарната Илинден, кој не е во општина Центар, туку е во општина Карпош, било планирано во наводници да биде преселен проектот Скопје на вода или Скопје на дланка, да не биде тамо каде што Лепенец се влева во Вардар па во правец на хотелот Александар Палас, туку да биде токму тамо од касарната Илинден, лево кон Момин поток, десно тамо кон Хидрометеоролошки завод, доле улица или булевар Словенија и тука некаде да биде реализиран, значи на државно земјиште. Да не се влегува во процес на експроприација и така натаму, решавање на правни прашања кои со Сотер Лукровски би траеле 50 или 60 години, туку на брза лента или на брза пруга да биде ставен целиот тој проект. Колку тоа ќе биде реализирано? Што ќе биде реализирано? И политичката обланда на се оно што се случува, кој може да е вклучен со кои пари, какви пари, дали се арапски или арапските пари служат само како одредена завеса да бидат скрени одредени домашни пари, ние ќе анализираме во вторник 20 часот и 30 минути. Сега за почеток или само како одредена увертира или одредена најава, се размислува проектот Скопје на вода да биде дислоциран и да биде дислоциран на одредено државно земјиште, кое дел на земјиште кое порано припаѓаше на касарната Илинден. 20 на минути вонерна политичка анализа и нели секојаш се поставува прашањето каков работен наслов на ова вонредна политичка анализа. Мислам дека најсоодветен наслов е пукна кафетинот, бидејќи Соте е само спотар, само спореден играч. На исти, идентичен начин, јас очекувам да заврши кариерата на кафетинот. Се спаси за метадонот, се спаси за милион шпекулации коцкарски и така натаму. Како заврши Саше Скопски пазар, јас очекувам да заврши кафетинот. Еднаш државата да биде ослободена од тоа руско гнездо кое се крие зад популарниот Бурче, зад популарниот Филип Рикар, Кристофер Хил и целата таа екипа, а всушност цело време спроведува една проруска агенда во Република Македонија. Така што Сотер Лукровски е само увертира, замаец, модел да видите како ќе заврши и пукнатиот кафетин. Ова беше нашата вонредна политичка анализа. Ново дружење недела 22 часот интервју, нова политичка анализа, вторник 20 часот и 30 минути, до недела и вторник. Пријатно вечер Македонија, каде да си.